Воздухот во Скопје од вчера повторно со високи концентрации на PM10 честички, а според мерењата на Министерството за животна средина и просторно планирање, во текот на ноќта достигнале и над 300 микрограми на метар кубен. Во центар концентрациите почнале да се зголемуваат од вчера утрото, кога биле измерени 58 микрограми на метар кубен, за во 23 часот да достигнат 376 микрограми, од кога почнуваат да се намалуваат, но и натаму се далеку над дозволените. Според мерењето до 12 часот во центар концентрациите на PM10 честичките се 182 микрограми на метар кубен. Во Карпош се движеле од 60 до 321 микрограми. Според мерењето до 12 часот концентрациите на PM10 се 196 микрограми на метар кубен. Кај ректоратот најзагадено било синоќа од 20 до 2 часот по полноќ, кога концентрациите биле над 300, достигнувајќи до 388 микрограми. Денеска се измерени концентрации на PM10 честичките од 194 микрограми. Во Бутел според мерењата исто така во текот на ноќта било најзагадено, но концентрациите достигнале до 190 микрограми. Денеска се измерени 120 микрограми на метар кубен. Според светското рангирање, Скопје денеска се најде на врвот од листата со 216 PM10 честички на метар кубен, а веднаш зад нас е Пакистан и Индија, Кина, Бангладеш, Казакстан, Косово и Непал. Според законските прописи, мерки се активираат кога во два последователни денови има средно дневни концентрации над 200 микрограми. Во случај кога има загадување над дозволеното, но под 200 микрограми, на сила се само препораките за користење јавен превоз, возење повеќе лица во едно возило или да не се користи возило без поголема потреба, да не се користи за затоплување прегреано отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума или било кој друг синтетички материјал. Правилно користење на печките на дрва, ограничено движење и активности на отворен простор на најранливата популација, како и земање на витамини.